значењето на слободата на говорот не го измислуваме ние сега. Тоа е столб на демократијата во секое демократско општество. Без нив тешко може да напредува општеството кон тоа што значи на вистинско демократско општество. Низ историјата тоа е докажано, дека медиумите играат клучна улога во развитокот на демократските општества, па и слободата на изразување. Би сакал да ја истакнам потребата од медиуми на општеството. Најпрвин, тие се потребни за граѓаните, а со тоа и за општеството, и за органите. Ако сакам да паметувам, веројатно работат во такви услови во какви што заслужуваат да работат. Знаеш, секој го добива тоа што го заслужува на некој начин. Тоа го говорам од аспект што македонското новинарство во овој период е без фронтмени, нема борци кои што ќе застанат и ќе покажат кои се нашите права, која е нашата моќ и што можеме. Зборуваат, но се плашат да зборуваат јавно и видете, јас не можам да им замерам зашто се плашат, бидејќи праксата покажува дека секоја јавна артикулација на проблемот, секој изнесување на проблемите во јавноста резултира со отказ. Останување на работа, без работа од чисто одбарање на права, на лични права, за работни односи или за борба за подобри услови на работа е нешто најстан што може на еден работник да му се случи, а особено ако работодавачот на тоа ви каже дека сте отпуштени не поради тоа што нешто сте направиле тој ден на вистина, туку поради давање изјава пред камери и тоа на непријателска телевизија, така ми беше кажано, но тоа никаде не стои во отказното решение, во отказното решение стои нешто сосема друго, што беше комплетно негирано и докажано дека не постоело тој ден, но и судот си покажа дека е доста независен, посебно кога се во прашање работодавачите и ја донесе таквата одлука како што ја донесе. Сега ќе одиме понатака, постои апелација. Бидејќи ние не добивавме никаков фидбек што се случува, а шпекулациите околу тоа дека весникот ќе биде затворен и така натаму кулминира до таму што луѓето кои работеа таму загубија трпение и во еден момент спонтано престанаа да работат. И држеа состаноци, и се заканија со прекин на работата и така натаму. Заради тоа, иако утрински другиот ден и излезе и така, заради тоа најнапред тројца, мислам дека 3 отказа беа доделени по итна постапка, а синдикатот се разбира се солидаризираше со колегите, ние организиравме и протест непосредно после тоа и на дента на протестот беа доделени уште 2 отказа. Или не ме држите за збор, можеби прво беа 2, па потоа 3, во секој случај 5 откази од утрински се доделени. Откази кои што и трудовата инспекција и второстепената владина комисија на таа тема заклучи дека се незаконски.
Практиката е многу лоша, не само за новинарите, генерално за работниците, значи борбата против работодавачите од старт ви е изгубена. Значи може да ги имате сите права, сите аргументи на ваша страна, сите дури и документи, значи во мојот случај јас имам првостепена комисија трудова дека сум незаконски отпуштена, второстепена на Министерството на труд и социјала, го има тоа потврдено, но судот донесува дека јас сум законски отпуштена. Значи самите институции, иако се независни од друга, се во колизија на одлуките што се ги носат. Тоа не само, а за новинарите особено, бидејќи знаете, да ги држите новинарите под стегата на тоа дека на социјалниот статус кој го имаат во куќата, дека мора да молчат, да трпат се, дека не смеат ништо да кажат, па дури ни мислам, она најосновното што ги засега е најстрашно нешто. Ако тие, кои се гласноговорници, кои треба да откриваат што и како се, значи коректори или на оно што се случува во општеството, ако они не можат во сопствениот медиум да кажат дали нешто е добро или нешто, или да укажат, тогаш понатака правиме моабет за другите, например по фабрики или по некаде каде што не се под светлото на јавност, нивните случаи се само еден од илјадниците кои секој ден добиваат отказ. Тоа беше едно многу жешко лето, морам да признам, затоа што и се разбира дека мојот отказ беше кулминација на една серија на покажување заби врз новинарите кои од формирањето на синдикатот па некаде до мај почнаа веќе да дигаат глава, веќе почнаа да ги артикулираат своите барања. Ова во кои услови работат се апсолутно експлоататорски услови. Значи, кога ќе тргнете од тоа дека те третираат како да работиш во фабрика, новинарството не е фабрика па да работиш од 7 до толку. Значи, ние сме новинари 24 часа, а не новинари само кога се откуцаш од картичкава. Кога тргнеш од тоа, не се плаќаат придонеси, прават некакви комбинации со она што е некаков авторски хонорар, па потоа дел од плата, па не знам на 3 сметки префрлања. Нема прекувремени, нема празнично, значи ние не знаеме што е тоа сабота, недела во нашата професија, нема сабота, недела и празник. Меѓутоа тоа би требало да го има на плата, ако зборуваме дека сме социјална и вистинска држава. Онако ќе отидеш на пат потроши, па ќе видиме колку си потрошил. Тоа е најдобрата варијанта, ако ти го кажат, или ќе претпоставувам само во македонската радио телевизија се уште важат оние дневници кои што и онакви какви што се формулирани се многу смешни, но добиваат дневници во приватните медиуми, тоа малку потешко води, или ќе ти дадат некакви пари, меѓутоа телефонските трошоци сам ќе си ги платиш, така што има еден куп работи кои што не функционираат. Се случуваат работи кои што се стварно иронични. Имате новинари, често, дури секојдневно по македонските редакции, кои што пишуваат за некоја државна институција или јавно предпријатие или фирма кој што чисто работници не добиле плата, да речеме, 2 месеца, а самиот новинар нема добиено плата 3 месеци. Значи, он е во ситуација кај што се бори за правдата на работниците и правата на работниците во Македонија, а нему самиот му се тие права ускратени. Прво, вие имате во редакциите една типична дискриминација. Тие луѓе не се еднакви. Вие имате луѓе кои се хонорарци. Тоа не постоечка форма на вработување. Тоа се луѓе кои као со договор на дело работат, немаат ни социјално, ни пензиско, никакво осигурување, никаква обврска на работодавачот кон нив, значи преку ноќ може да им кажат не доагајте тука, тие луѓе се борат за решение. И во таква ситуација можете да замислите колку се тие слободни да практицираат професионално новинарство. Потоа имате луѓе кои што се со договор на дело.
тие се во некоја подобра ситуација од овие што се хонорарци, меѓутоа повторно имаат јажето им е кусо. Затоа што постојано се во ситуација да бараат тој договор да им се обновува. Кога станува збор за тоа прашање, тоа е мисловна именка. Особено за новинар почетник, кој ќе почне на работно место, останува почетник па наредните 5-6 години со плата од 6 до 9.000 денари, кое што стварно е срамно. Мислам, немаш доволно пари за да отидеш на работно место, а камоли за, не знам, да Како почна? токму со таква плата од 6.000 денари, година дена, без никакви надежи дека платата ќе се промени. Со идејата те одржува на работа, идејата дека имаш големи новинари од кои што би можел нешто да научиш во работата и да напредуваш, па сега за платата и ќе се подстрпиме малце. Имаме ситуација кога имате новинари кои работат со договор на дело на месец дена. Значи на месец дена се на проверка. Или најчесто на 6 месеци. Потоа имате колеги кои што се 6 месеци пријавени, па 6 месеци одјавени, па потоа 6 месеци пријавени и нив на пола им се смета работниот стаж и така натаму. Во тој период во кој не се пријавени, тие се илегални работници, на црно работат. Иако тие се обврзани да доаѓаат редовно на работа и така натаму, да не работат за друга куќа, меѓутоа немаат никакви права, ги имаат сите обврски. И имате оние што се на неопределено време вработени. И сега се разбира дека во таква една ситуација, во таква редакција, вие прво немате хомогена структура која може да се солидаризира. Тие меѓу себе не си веруваат. Тоа не е прашање на давачки. Знаете, давачките за пријавен работник не се така високи. Законот тоа го предвидува. Не се толку високи. Но тоа е прашање на моќ. Тоа е прашање на контрола. Дел од проблемите со кои што се соочуваш како почетник новинар со плата од 6.000 денари, ти се пари за бензин, за да стигнеш на работа, да отидеш на настан и да си го платиш телефонот, кој што патем не го плаќа фирмата, него во голем дел ти се одбива тебе од сметка и од тие 6.000 па не ти останува ни 500 денари за геврек или евентуално кафенце. Социјалната состојба е многу поврзана со професионалноста во работењето во една професија кај што тоа е многу осетливо прашање, како што е новинарството. Во новинарството на повеќе нивоа е битно новинарот да има можност да биде независен, а едно од најважните нивоа, едно од најважните моменти се баш економската независност. Ако некој може ако не може да се дозволи да го помине месецот со платата што ја зема, он сигурно ќе биде подложен на разни влијанија од кај било и ќе може дури и со едно условување, невработеноста е голема, голем број има на новинари кои што не може да најдат работа. Тие што наоѓаат работа мора да се држат до незе затоа што се свесни дека ако изгубат нема кај да одат на друго место. И сето тоа овие медиумите, газдите, менаџерите го злоупотребуваат на најодвратен начин во последните месеци и години и можам да заклучам дека во тој поглед никогаш не била полошена состојбата во Македонија. Да ти е страв да се разболиш. Голем дел од новинарите не се здравствено осигурани, да ти е страв да посакаш како жена, да родиш дете во иднина затоа што 9 месеци нема одење на работа, а со тие 9 месеци може и да се збогуваш со работното место. Без социјални права на новинарите ние не можеме да претендираме на професионални медиуми. Затоа што уценет новинар кој што секој дневно е уценет со неговото работно место не може да работи слободно. И не може да пишува слободно, тоа е јасна ко бел ден. Новинарот не може да биде слободен доколку не е пријавен, да речеме, на неопределено време, доколку нема правила на игра. Ако јас вас сме пријавен како што во моментов е тенденција на 1 месец, на 6 месеци, неопределено, па дури и на година дена ако сакате. Значи вие некаде позади ви врие дека да не сгрешам, да не ме отпуштат. Прво е тоа.
Значи, второ, не можеш да побераш плата. Трето, газата секогаш е над тебе. И ако почнеш да ја редиш линијава дека на тој начин ти работиш под притисок, не си слободен. Ако не си слободен, нема слободно изразување. Ако нема слободно изразување, нема демократија во таа држава. Значи, тоа е целиот тој комплекс кој што се вртиме во круг. И честопати ние се бунтуваме, не знам, за клевета, за декриминализација, за не знам што годе. Меѓутоа мислам дека суштината е во ова. Ако газата ви дојде и ве каже ова мора да го пуштите, ако го одбиете еднаш, два пати, следниот пат ќе ви напише отказ, не сте ми потребни, затоа што месец дена или 6 месеци поминуваат многу брзо. Кога вие сте како новинар економски зависен, не можеме да зборуваме за новинар кој што може да произведа слободен новинарски производ. Затоа што тогаш не ви е потребно некој одгоре да ви се јави да ве цензурира, вие сами ќе си ја завршите работата наместо него. Токму тој страв дека утре може да останете без работа, може да бидете казнати и не дај Боже нема да најдете место на во друга фирма од тие причини што ќе добиете етикета како непослушен новинар. Цензурата е резултат на овие притисоци за кои што зборувам. Ниту еден новинар во ваква ситуација во која што медиумскиот простор се стесни значајно во последните години, ниту еден новинар нема да оди против тоа што ќе му кажат во неговата телевизија надредените, зборувам за уредниците и во собствениците на телевизиите, нема да оди против тоа затоа што знае дека тоа може да повлече да го избркаат од работа и кога ќе го избркаат од работа тој да не може да најде било каква друга работа на овој пазар. Тоа е трагичната состојба, тоа е ситуацијата во која што се наоѓа македонското новинарство сега. Во едни од претходните медиуми кај што работев, кои што значи требаше да се затворат, откако тоа се обзнани, значи се кажа дека медиумите ќе се затварат, стигна соопштение од синдикатот во редакцијата во врска со затварањето на медиумите и како тоа е штетно по плурализмот во земјата и медиумската слобода и така натаму. И соопштението, бидејќи нас уреднички ни беше кажано дека ниту едно соопштение не е забрането да се оди, дека се пуштаат сите соопштенија, конкретно во тој медиум. Се разбира некои што се ирелевантни, нормално не новинарот одлучува дали ќе ги пушти. Јас го пуштив соопштението, значи синдикатот, за тоа беше една реакција за затворањето на нашите медиуми, пошто ми беше кажано дека ќе има најверојатно ќе има дисциплинска мерка спроведена против мене заради пуштање на забранета содржина. Не ми објаснија, значи каква е таа забранета содржина, со оглед на тоа што јас им кажав дека нас мислам уредничката политика беше дека сите соопштенија се пуштаат, значи никој не ни напомена дека тоа соопштение не треба да оди, туку тие мислеа дека јас треба по автоматски, нели, што го зборевме тоа автоцензурата треба да проработи кај мене и да знам од старт дека дека тоа не сме да оди. Кој ти го кажува, уредникот, директорот? Значи конкретно во тој случај директорот ме викна на разговор и директорот ми го кажа тоа. Доколку државата сака да направи ред, може да направи ред. Сега, дека тие се во спрега заедно со газдите, се. Па уште ако се погоди дека се на иста политичка линија, иста политичка опција, тогаш дефинитивно нема да ви стапне во телевизија или во медиумот инспекција. А доколку дојде тоа ќе биде толку парадно и протоколарно, ќе ги фатат тие што се вработени, другите ќе си заминат, значи дома, ќе видат надвор од редакцијата и тоа ќе заврши. Доколку станува збор за опозициона телевизија, тогаш се тресе се од корен до последната банка што велат, каде завршила, како завршила. Има државата волја да ги среди работите во оваа сфера? Нема. Апсолутно нема. Ние отидовме таму каде што треба да се оди, побаравме, им дадовме предлози, значи отидовме со елементарните проблеми. Ние имаме, како ЕСНАФ, имаме многу проблеми, имаме многу идеи како синдикат како можеме да ги решиме.
на повисоко ниво и така натаму. Меѓутоа, за да ние воопшто можеме да разговараме за колективни договори, за годишни одмори, за начинот на кој работното време ни се пресметува, бидејќи имаме специфично работно време и така натаму, ние мораме да ги решиме овие елементарни работи. Значи, не смееме да имаме економски робови во редакциите, бидејќи не можеме да се организираме, не можеме да се артикулираме заеднички, со заеднички глас да говориме. И затоа пред Министерството за труд и социјала отидовме со елементарните прашања, елементарните проблеми. Од разговорот со министерот, првата средба беше во рамките на тој диалог што ЗНМ го водеше, а потоа имавме две директни, бидејќи, знаете, малку е безсмислено ние како синдикат под чадорот на невладина организација да преговараме. И навистина се сретнавме со надлежниот министер два пати. Првиот пат беше апсолутно се согласен, тој ги препознава тие проблеми. Ние по Министерството за труд и социјала знаат со што се соочуваат работниците. Ова не се ексклузивно медиумски проблеми, ова се проблеми на нашите работници. И тој побара дополнително време за да се консултира со владата и така натаму. Следниот пат повторно побара дополнително време и третиот пат ние рековме веќе немаме што ние да разговараме за дополнителни времиња. Го деградираат новинарството до степен да веќе во јавноста ние сме перципирани како луѓе кои што прво служат на за нечии интереси директно, значи никој не верува дека има независни веќе новинари, а второ не карактеризираат како само ги принесуваме пораките на политичарите или на оние чии интереси ги браниме, и лаеме. Само лаеме, а ништо не практично. И добро заработуваме. И добро заработуваме. Сите мислат дека добро заработуваме и тоа е, да кажем, тоа е далеко од вистината. Можам да кажем дека 2/3 од новинарите во Македонија најмалку имаат проблем да истркаат низ месецот. По природа сум секогаш оптимист и верувам во тоа дека ние можеме многу што да направиме, меѓутоа заедно, доколку го имаме она чувство на солидарност, дека не треба да му се смееме на колегата кога во неговиот медиум се случува нешто, дека тоа ќе дојде и кај нас. Значи, сакам да верувам дека сепак можеме да се мобилизираме. Меѓутоа сакам да верувам. Реалноста е сосема друга. Ние сме сериозна суетна банда која што сите мисли секој за себе дека е најдобар, дека другиот е многу полош и дека нема потреба да биде организиран дали во здружение, дали во синдикат. И така што реалната слика говори дека сме страшно разединети и се додека е така, не можеме ништо да направиме. Ние изгубивме битката со стандардите, со критериумите. Во овој момент во Македонија има многу повеќе новинари кои што работат вон стандарди, за кои што одамна требаше да се оградиме и да ги покажеме со прст дека овие луѓе се рекетари во новинарството, овие луѓе го бербатат новинарството, овие не се новинари. Ние немавме храброст да го направиме таа моја генерација. Можам да кажам дека само големата љубов према професијата и према тоа што го работам ме држи да останам незе. Многу често размислувам како би било подобро да земам, да речеме, да возам камионче. Тоа го помислувам затоа што на моменти притисокот од тие неколку фактори, притисокот од, да речеме, уредувачката политика, притисокот од владата, да речеме, државата, незиното влијание врз тоа како ние треба или не треба да се изразуваме, комбинирано со овој социјален фактор, стварно прави една ситуација во која што полесно ми е да помислам дека не би сакал ова више никогаш да го работам.